во можност да слушам. Добро, значи рековме ќе го снимаме ова во случај ако некој не е во можност да се вклучи денес. Најпрво да ви се заблагодарам на сите што сте тука денеска. Се надам дека овој еден час кој што ќе го посветите денес ќе ви биде во продуктивна насока на вашата нова кариера, доколку изборот на неа е да биде дигитален маркетинг, или пак можеби ќе откриете нешто друго за себе. Денешната дискусија ќе биде интерактивна, значи јас немам класична презентација, ова ќе биде интерактивна и затоа би сакала најпрво да ви дадам 2 минути сите да земете лист и пенкало. Значи ќе работиме нешто поинакво од класична презентација, така што еве 2 минути од мене да земете сите лист и пенкало на кој што ќе можете самите да си ги одговорите некои работи. Така што еве сега е 6 и 6 минути, ќе дадам 2 минути за да земете лист и пенкало. Добро, се надам дека сите земаа лист и пенкало. Ова што го гледате е всушност нашиот action plan, кој што ќе го почнеме да го пополнуваме за кратко. Меѓутоа, претходно би сакала малце да се навратиме кон она што ни е целта денес. Значи, вие сте тука бидејќи најверојатно сте се регистрирале на вебинарот како да се преквалификуваш во дигитален маркетер. Тоа значи дека или сте тука бидејќи сакате вие да се преквалификувате, или сте тука бидејќи сакате вашето дете да се преквалификува, или можеби сакате да му дадете насока на вашето дете да биде утре маркетер, или пак тука сте бидејќи сакате кариера во дигитален маркетинг. Неколку информации. Значи, Creative Hub е нешто на што сме особено горди, најпрво јас денеска се вклучувам од Мајами, тука живеам 2 години. Creative Hub е единствената американска акредитирана институција и европска акредитирана институција во Македонија, што значи дека единствени сме кои што можеме да издадеме американски дипломи, кои што важат во приватни и државни институции. Баш денеска праќав мејл до нашите соработници. Тука имаме во моментот, во последниот месец имаме договори со 11 компании кои што отвараат позиции за 13 маркетери по завршувањето на програмата, секако доколку сте дел од американската програма. Целта на Creative Hub има 2 цели. Првата цел е да им најдеме работа на студентите и сега некој ќе праша тука зошто тоа е првата, а не е втората цел. Тоа е првата цел бидејќи се започнува таа работа. Целта на некој која се преквалификува е крајната цел е да се вработи, така, или да промени работа, или да заработува повеќе, значи тоа е крајната цел. И затоа ние почнуваме од тој дел. Пред да ги направиме програмите, пред да ја лансираме академијата, разговараме со компании, како што во овој случај разговаравме со 13 компании од Америка, да видиме што ќе се бара. Што се бара, што е она што можеме да го додадеме на програмата, што е она што можеме да го извадиме од програмата. И она што е новитет во програмата е курсот за вештачка интелигенција. Вештачка интелигенција во маркетинг, односно користење на програми, например, ќе видиме ни самата програма и јас сум ментор на тој модул, како можеме да користиме ChatGPT за да правиме подобар копи. Што е копи? Копи е текстот што го читате на рекламите. Значи, како можеме да ставиме во функција алатки од вештачка интелигенција за да работиме побрзо како маркетери и да работиме подобро како маркетери. Само еден момент да го вклучам
лаптопот на полноќ. И сега свекам дека полноцот сум си го заборавила, така што ќе мораме да го презакажеме ова, меѓутоа да видиме дали можеме, Кристина, да го презакажеме, пошто само што видов дека сум го заборавила полноцот, а гледаме ќе ми се исклучи лаптопот, дали можеме да го презакажеме овој вебинар, дали сакате на пример да го презакажеме за 15 минути од сега, или сакате да го презакажеме за некој друг ден. Бидејќи јас близко живеам до мојата канцеларија во Мајами, можам да одам за 15 минути да го земам и да се вратам. Може да почекаме. Може да почекате, па тогаш ајде вака, пошто се само 15 минути, навистина е многу брзо, една улица од тука живеам, така што ајде да направиме вака. Кристина, јас ќе се исклучам, ќе onda си го земам лап полноцот и во меѓувреме не го исклучувај ова, само напиши информација, апдейтирај ги луѓето на секои 5 минути дека ќе започнеме за 15 минути од сега, бидејќи имаме технички проблем, една моја грешка која што ја направив денес. Океј, супер, нема проблем, дечки, ви благодарам на чекањето. Аријана, може да одиш? Да. Да, значи јас ќе се исклучам, пошто најверојатно лаптопот ќе ми се исклучи, меѓутоа се враќам за 15 минути. Договорено, супер. Во меѓувреме, дечки, јас можам да одговорам некои прашања ако имате за академијата, за ратите, за програмата, нешто ако ви интересира дополнително. Не, добро. Кристина, дали можеш, на пример, бидејќи ти го држиш курсот за фриленс, ја би те замолила да им дадеш еден краток overview на фриленс, нешто што мислам дека стварно ќе им биде интересно во областа на фриленс, бидејќи тоа е твоето искуство, мислам дека баш ќе биде интересно. Апсолутно, ако тоа е нешто од интерес, апсолутно. Јас ќе пуштам камера за да изгледа професионално. Океј. Вака, дечки, значи, како што рече Аријана, јас го држам курсот за фриленс на Академијата за дигитален маркетинг. Тоа доаѓа од фактот че јас веќе 10 години работам активно на платформата Upwork и сум активна на речиси на сите други платформи. Најчестото прашање кое што јас го добивам како една од прашањата за како да се започне кариера во фриленс е тоа што студентите имаат некој страф, односно како ќе се снајдат, како ќе се пробијат онлайн, како да работат со странски компании од дома. Навистина изгледа недостижно од една страна, но од друга страна е нешто кое што многу луѓе го работат и не е нешто кое што е, не знам, страшно за почеток. Во секој случај, како до работа од дома, тоа не е некоја платформа, само да сакам да се оградам од моментот дека фриленс не е моментално кои што се активни, односно актуелни платформите за вложување, платформите како Конти и слично, значи тоа не е работа од дома, не е фриленс и не е нешто кое што спаѓа во тој домеин. Работа од дома е, земаш проект, работиш за клиент, дали краткорочно или долгорочно, тоа спаѓа под фриленс работа. Сега, кога го решивме тоа, доаѓаме до моментот како да се започне онлайн работа, тоа што прво секогаш му кажувам на студентите, а и на сите оние кои што се заинтересирани, најважно од се тоа ви е портфолио. Мора да имате да покажете барем 1 до 2 проекти активни кои што ги имате и сте ги работеле за некој клиент, кај што сте постигнале одреден резултат и за да почнете да аплицирате на работа. Сега, клучното прашање, како до портфолио? Пошто портфолио не е нешто кое што се прави преку ноќ, не е нешто кое што многу од нас го имаат спремно. Дури јас кога сум почнала на почетокот портфолио сум немала и ми било навистина тешко да најдам работа. Добрата работа е што Академијата за дигитален маркетинг, која што исто јас имам завршено, дава можност да се направи тоа портфолио, односно дава можност да се направи неколку проекти кои што би биле или со реален клиент, но исто така дури вежбите од часови може да се искористат како портфолио. Ова е тоа почетничко портфолио.
кое што ќе ви овозможи да почнете прво и основно направите профил на некоја од платформите за работа, а потоа и да аплицирате на работи. И кои се тие платформи за работа на кои што јас лично работам и на кои што правиме профили заедно со студентите на академијата, тоа се Upwork, Freelancer и Fiverr. Upwork е платформа каде што ви аплицирате на работи, Fiverr е каде што клиентот купува од вас некои гигс и Freelancer е слично како Upwork, каде што пак имате свој профил и потоа аплицирате на работи. Сега, може би вака звучи од една страна абстрактно, може би звучи страшно, но верувајте дека секој кој што се потрудил да вложи барем дел во тоа портфолио, успеал да најде солидна, добро платена работа онлайн и тоа е работа која што ви носи постојан приход. Значи, работите преку платформата, на платформата добивате средства кои што подоцна си ги префрлате на девизна сметка. Ќе повторам, ова не е некоја пирамидална шема, ова не е нешто кое што би било каде што треба да вложувате. Сега, што се може да работите онлайн? Јас лично работам како контент маркетинг менаџер во последните веќе 7 години и за моите клиенти изработувам најразлични контент маркетинг стратегии, тоа се како блогови, тука користам SEO оптимизација, најразлични алатки, потоа работам контент за социјални медиуми како што е Facebook, Instagram, исто така не само слики и постови, туку и видео контент, исто така им помагам на моите клиенти да започнат или да одржуваат подкасти, најразлични вебинари и слично. Сега, покрај ова контент маркетинг, што можете дополнително да работите како дигитален маркетер онлайн, можете да работите SEO. SEO-то моментално е најплатена и најбарана професија, односно тој дел на особено кај техничкото SEO, затоа што, да бидам искрена, е и најтешка. Нашиот ментор, професорот, предавачот по SEO, Миле, во неодамна во едно интервју рече дека во моментот толку многу е затрупан со работа, затоа што тоа е една од најбараните професии, дека постојано добива покани за интервјуа, соработки, проекти и слични работи. Како што реков, SEO е една од најтешките алатки, бара најмногу време да се посветиш и бара навистина доста вложување на знаење. Пропратно со ова може да работите имейл маркетинг. Имейл маркетинг е креирање на оние имейл секвенции каде што се смислува добро копи. Тука се бара да се совладаат добро основите на копирајтингот и да се направи еден интересен пристап кој што би им бил кој што ќе го примами читателот да чита. Како што знаете, имейл маркетинг добиваме милион мејлови во своите поштенски значи, секој ден буквално јас добивам најмногу 10 до 20 мејлови дневно. Но како да се кликне на вистинскиот мејл е навистина предизвик, како да се состави тој мејл, тоа копи, како да се напише е навистина голем предизвик, тоа е исто нешто кое што се учи на Академијата за дигитален маркетинг. Следно што можете да работите онлайн, може да работите како junior маркетинг асистент, тоа е најчесто почетната професија со која што започнуваат студентите веднаш по завршување на академијата. Ова е одлична можност да се запознае како работи една компанија, да му бидете помошник на главниот маркетер, односно некогаш е тоа growth marketer, некогаш е тоа продукт менаџер и тука да се научат многу работи, односно баш добро да се стави знаењето во баш добра пракса. Следно нешто може да работите платено рекламирање. Платено рекламирање е Meta Ads, тоа се оние реклами кои што излегуваат на Facebook и Instagram и може да работите платено рекламирање на Google. Сега, Meta Ads е различни од Google Ads. Google Ads е нешто кое што е многу покомплицирано и бара многу подлабоко знаење од keyword-и, copywriting и слично, но не е недостижна професија. Тоа е нешто кое што е постојано во развој. За жал, во Македонија ние немаме платено рекламирање на Google. Тоа е еден недостаток, но меѓутоа
кога работите онлайн на платформите за работа, може да работите за странски клиенти. Генерално и јас работам и за странски клиенти, каде што Google Ads е достапно, па можете ете тука да се пронајдете. Можете да работите Google Analytics. Google Analytics е доста барано, особено во последните неколку месеци, кога еве го сменија во најновиот Google Analytics 4. Google Analytics се учи доста детално на академијата, така да тоа можете да работите да изработувате најразлични репорти, најразлични извештаи, најразлични документи со дата за корисниците на вашиот клиент и можете да му помогнете на клиентот да ја разбере подобро неговата публика. Зошто го спомнувам Google Analytics, може ќе си речете ова е досадно, репорти ќе вадам цел ден. Тоа е затоа што data is the new currency, реално, затоа што најважната нешто кое што еден бизнис во овој момент може да го поседува е информација за неговите корисници, да знае како правилно да им пристапи во дигиталниот свет, затоа што реално затрупани сме со реклами, со информации, со милион ствари кои што се случуваат околу нас. Дали има некои прашања до тука? Јас се изборувам, може би некој нешто сака да ме потпраша па да пообјаснам детално? Не? Окей. Што уште може да работите онлайн? Може да работите, како што веќе спомнав, како growth marketing manager. Ова е врвот на дигиталниот маркетинг, каде што работите со целиот тим од sales people, од marketing people, од CEO, од најразлични луѓе кои што се вработени во компанијата и помагате за таа компанија да оди напред. Ова е нешто кое што е навистина забавно, кое што е навистина интересно да се работи, но во исто време е нешто кое што бара многу повисоко ниво на знаење. Како што реков, тоа се некои нивоа кои што би можеле. Јуниор маркетер е нешто кое што е студентите по завршување на академијата најмногу го посакуваат да го работат и најчесто и со тоа започнуваат да работат, а потоа продолжуваат да работат нешто кое што е поспецијализирано. Дигиталниот маркетинг е навистина огромна поле од огромни можности и јас секогаш им советувам и на студентите, а и на кои да ме прашаат дека најдобро е да се специјализираш во една област која што ти лежи, како што во мојот случај е контент. Тоа е нешто во кое што јас се пронајдов, нешто кое што јас сакам да го работам, нешто што го наоѓам интересно и во кое што се специјализирав. Но тоа не значи дека јас не ги знам другите аспекти од дигиталниот маркетинг. Тоа не значи дека јас не знам PR, дека не знам имејл, дека не знам маркетинг на социјални медиуми и слично. Тоа значи дека едноставно сум се специјализирала во одредена област која што е потребна. Што следно? Како оди, најчесто луѓето кои што ме прашуваат како одат платите онлайн, фриленсингот е посакувана професија, затоа што платите се навистина, односно сатницата, пошто онлайн работите за сат, е навистина нешто кое што е високо од не навистина повисока сатницата, односно дневницата од вообичаената работа во компанија. Работата во компанија си има одредени предности. Тоа е дека имате плата, но меѓутоа имате платени придонеси, имате здравствено осигурување, имате пензиско осигурување, имате буквално се што ви е потребно за да функционирате како еден граѓанин во Македонија и исто така платен ви данокот кон државата. Работата онлайн добивате секако поголема сатница, поголем надоместок, поголема дневница, и така да се изразам, но поентата е дека тука самите морате да се грижите за плаќање на придонеси, самите морате да го подмирите данокот, самите морате да ги подмирите тие трошоци. Извинете, сега спомнате дека не може да се работи paid marketing, на што се однесува ова. Paid marketing мислам на Google advertising, односно ние Google Ads, кои што излегуваат на Google кога ќе пребарувате нешто, најгоре имате некој кој што пишува спонсор. Не може тоа да се работи за бизниси во Македонија на македонски јазик. Значи, затоа што македонскиот јазик не е поддржан од Google, за жал.
И тоа е веќе во последните неколку години, дури и ние како Creative Hub не можеме да пуштаме реклами на Google и да се рекламираме. Секако од Македонија можете да работите платено рекламирање, односно Google Ads, можете да работите за странски бизниси на англиски јазик, затоа што тоа е подржан јазик. Ако зборувате некој друг јазик кој што е подржан од Google, тогаш слободно можете да работите и на тој јазик. Значи, пример, можете да работите од Македонија Google Ads на шпански. Тако, ако знаете и разбирате шпански. Само ви кажувам дека македонскиот јазик не е подржан од Google. Се надевам го одговорив прашањето. Бојан, а нешто дополнително ако треба, можем да објаснам. За споредба, Meta Ads, односно рекламите на Facebook и Instagram функционираат нормално. Функционираат сосема нормално на македонски. Океј, што зборува? Да, значи за да почне онлайн, океј, значи фриленс работата, која што реков, е нешто кое што е посакувано од доста маркетери, но да бидам искрена, е навистина нешто кое што е бара доста посветеност. Како прво и основно потребно ви е портфолио, какво и да е кратко портфолио од 2 проекти, не мора да се тоа екстензивни портфолија со милиони проекти или не знам некој, но меѓутоа клиентот сака да види нешто да работите. Второ нешто кое што треба да имате е потполнет и јак профил онлайн. На некоја од платформите за работа можете да си креирате профил, но најчесто грешка која што ја прават дури и студентите тука, иако заедно работиме, тоа што пишуваат, ќе напишат име, презиме, ќе напишат што работат и подоцна кратка биографија и ги оставаат по линијата доле непотполнети. Треба да се посвети, си барам посебно да се напише добра биографија, да се потполни делот за претходно вработување, образование и слично, со цел да се истакне што е можно повеќе. Но како што реков, на часовите ние со студентите го поминуваме ова во апсолутни детали, значи одиме буквално од креирање на биографија, до пишување на cover letter, до пишување на портфолио потполнување, им дам примери како да го направат портфолиото и подоцна продолжуваме со самото правење на профилот и аплицирање. Секако, како што реков, интернетот е поле од можности, но меѓутоа постојат и за жал превари, за жал постојат многу клиенти кои што се невистинити, неискрени и може да го изработите проектот, а да не бидете платени за тоа. Затоа секогаш им препорачувам на студентите да работат исклучиво преку платформата за работа и да примаат плаќање само од платформата за работа, затоа што тоа е единствениот начин. Плаќање на данок во Македонија, тоа е нешто кое што ќе морате исто така сами да го регулирате. За среќа, сето ова може да се изрегулира и да се наплати онлайн. Вие сте должни да го пријавите приходот и вие сте должни да платите персонален данок од 10% на државата. Тоа е затоа што добивате приливи во девизи на девизна сметка.
Океј, дечки, извинете, нешто се деси со интернетот. Во секој случај, дали некој имаше прашање? Ми излезе тука дека некој има прашање. Да, Сања, повеле. Не слушате така? Сања, да? Не? Океј, Сања. Немам прашање, погрешка, извинете. Добро, океј, нема, апсолутно нема никаков проблем. Да, ви се извинувам затоа што ме снема на секунда, нешто се случи со интернетот, но сега сме back онлайн. Она зашто сакав да позборувам уште неколку минутки додека да дојде Аријана е тоа што како Академијата за дигитален маркетинг ќе ве подготви за таа некоја фриленс кариера, односно работа онлайн. Прво и основно, што ќе кажаме дека можете Академијата ве подготвува за тоа само што тоа ви овозможува да работите на проекти кои што ќе ви помогнат да го оформите тоа портфолио. И тоа ви е најважно од се. Портфолиото е најважно од се. Дипломата, да, се окей, но меѓутоа клиентите, особено кога работите онлайн, сакаат да видат нешто кое што е опипливо за нив. Сакаат да видат проект готов, сакаат да видат резултати, сакаат да видат како сте размислувале вие во тој момент. И тоа е најголемата вредност која што може да ја добиете од Академијата, практично знаење. Може би не знаете, но во Академијата за дигитален маркетинг во Creative Hub ние имаме вклучено и 45-дневна пракса. Лично јас сум ментор на двајца студенти со кои што со едниот веќе завршивме, но со втората девојка се уште работиме заедно. Практичното знаење е многу поважно од теорија, затоа што теоретски јас можам сега да ви изрецитирам не знам што за египетски богови, но тоа не ме прави мене специјалист за египтологија, туку моето вистинско практично знаење, односно таа вредност која што имам дадена на клиентите ме прави да можам да бидам конкурентна на пазарот. Сега, прво и основно, како што реков, Академијата ви дава можност да си го изградите портфолиото. Второ и основно ве става во контакт сите предавачи кои што се на Академијата за секој модул, се експерти во своето поле и активно работат во тоа. Не се тоа луѓе кои што само учеле некаде или слушале или нешто. Тоа се луѓе кои што се буквално hands on на проекти. Сега, тука главната вредност која што ја добивате од Академијата е што може да разговарате со предавачите, можете да со нив да се договорите за буквално се што ви е потребно, да ги прашате некои прашања кои што ве мачат, да работите заедно на проекти, буквално да ја скокнете таа редица. Јас ќе ви кажам лично од мојата приказна е дека јас сум маркетер самоук, јас така почнав и мислев дека е лесно да се снајдеш онлайн, мислев дека е лесно од курсеви, но меѓутоа вистинската вредност на Академијата, втората вистинска вредност на Академијата е што добиваш директен контакт со луѓе кои што се експерти во тоа. Затоа што јас ако имам недоумица за нешто, особено како јуниор маркетер, сваќам дека ми треба некој кој што е малку постар од мене, кој што е малку поискусен од мене да ми каже. Дури ден денес, иако можеби се сметам себе си за одреден експерт, ајде да ако смеам така да се изразам, тоа значи да, окей. Како што реков, ми треба дури на мене некогаш да се посоветувам со некој, да разговарам со некој, да го прашам некој што мисли за одредена тема, за одредено прашање. Знаете, маркетингот е нешто кое што се учи секојдневно и кое што еволвира секојдневно и кое што мора постојано да се надополнува знаењето. Не е тоа дека нешто што еден ден ќе се научи и после тоа можеме да продолжиме до крајот на животот да го работиме. Така да втората вистинска вредност на Академијата е тоа што кога учите, пак ќе речам, SEO, кој што е најтешкиот модул, студентите можат со професорот да кажат: слушај професоре, овој keyword овде не ми има смисла, може ли ми објасните зошто е вака, може ли ми објасните зошто е така. Реклами, сегментација на публика, секогаш можете да прашате некој експерт да ви провери дали е тоа точно што сте го направиле или не. Така да имаме голем број на студенти, имаме особено еден доста истакнат студент кај нас, Горан, кој што се уште е во контакт со некои од професорите, се уште професорите му помагаат, се уште професорите работат заедно со него на негови проекти. Мислам, тоа е веќе искусен маркетер со повеќе од 2 годишно искуство, но се уште се консултира со професорите и добива потврда или помош, зависи што му е потребно за неговото знаење.
јас како некој кој што доаѓа од моментот на, како што ви реков, самоук маркетер, не се снајдов баш најдобро, да бидам искрена. И сватив дека во моето знаење имам една огромна дупка, буквално една бездна, која што не ми помагаше, не знаев како да поминам преку тоа, па затоа се вратив еден чекор назад. Секогаш во животот е важно да се врати еден чекор назад, се вратив еден чекор назад за да можам да се придвижам повеќе чекори нанапред, а тоа е затоа се запишав на академија. Сега покрај практичното знаење, проектите, покрај контактот со експерти и едукацијата од врвни експерти во своите полиња. Како трето важно, знам дека досега реков дека дипломата не е она кое што е најважно, дипломата сепак е важна и се носи своји предности и отвара врати каде што не би можеле да одите. Како на пример Академијата за дигитален маркетинг има две програми. Европската диплома е сертифицирана диплома која што ви е потребна за да аплицирате во компании, односно фирми од Европа. Американската диплома, се извинувам, ви е потребна за да аплицирате на кои што се за клиенти кои што се во Америка или во прекуокеанските држави. Така да сам да кажам дека дипломата, иако е трета на овој список, не значи дека е неважна, не значи дека е небитна, не значи дека не е потребна. Дали има некои прашања до тука, некој нешто, мислам дури да каже нешто, да сподели, да... Не? Окей. Сега, како што реков, како некој пак ќе речам, кој што доаѓа од да се биде само маркетер и му се отвори потребата за академија, јас сите кои што сакаат да работат онлайн им велам дека најпрво им е потребна едукација, најпрво им е потребен тој дел да се направи, да се премине тој мостот кој што е со правење на проекти, кој што е со таа практична работа, кој што е со градење на портфолио, за да може да аплицирате онлайн. Јас од мојата лична приказна прв пат се појавив, буквално дојдов онлайн, сакав да работам онлайн, ми рече другарка, на Upwork дури тогаш беше и Odesk, потоа направија ребрендинг. Другарка ми рече, слушај, работам тука онлайн, заработувам добро, имам добра солидна плата, почни и ти. Јас направив профил, нормално направив профил, без никакво знаење, никакво портфолио, бев студентова, беше 2015 година, направив портфолио, направив профил без никакво портфолио, без апсолутно ништо. И што се деси? 8 месеци не можев да најдам апсолутно никаква работа. Зошто е тоа така? Тоа е затоа што јас не инвестирав прво во своето знаење. Јас немав што да им покажам на клиентите со цел да ме вработат мене. Немав што да кажам дека знам да сработам за нив. Затоа што кога работите онлайн, особено кога работите фриленс, клиентите прво ја гледаат вредноста кој што тие може да ја добијат од вас. Па дури потоа гледаат диплома, гледаат кој сте вие како личност, гледаат колку плата, гледаат икс работи кои што им се на нив важни. Но најважна е таа вредност која што можете да им ја дадете. Јас исто така, Марија, повели? Може да ни кажете нешто повеќе за контент маркетинг? Мислам дека кажавте дека вие сте експерта. Така, да, супер. Фала ти, Марија, што ме нарече експерт, навистина го ценам тоа. Као се вика, да, контент маркетинг е пишување, односно креирање на контент за потребите на клиентот. Значи, само ќе бидам многу кратка, значи контент маркетинг е блогот, односно пишаниот контент, тоа е блогот на сајтот. Контент маркетинг е секој она објава што гледате на социјални медиуми, контент маркетинг исто така под контент маркетинг спаѓаат подкастите, дури и овие вебинари кои што ние организираме спаѓаат под тој чадор на, ако смеам така да се изразам, на контент маркетинг. Така да погрешен е пристапот дека контент маркетинг само пишан збор. Контент маркетинг е аудио и визуелен приказ, односно аудио-визуелен контент.
Дали ти одговорив добро, Марија, или имаш уште некое подрашање? Да, супер, хвала. Фала. Фала ти на тебе. Аријана, ако си подготвена, можеме да продолжиме. Да, тука сум. Фала ти, Кристина, и фала на сите што ме потекавте. Извинете за тоа, се случува. Ми текна дека вчера го оставив дома. Ама се бајле, го заборев. Добро, можеме да продолжиме. Значи, на почетокот ви кажав дека треба да имате лист и хартија. Мислам дека Кристина даде некој вовед на самата професија. Јас сакав само да на почетокот да објаснам, значи како ќе го насочиме самиот час денеска, значи рековме дека секој еден кој што сака да започне кариера, така независно дали сака да се преквалификува, дали е тука за тоа што сака да насочи некој од својата фамилија, дали е тука бидејќи во иднина можеби се гледам, меѓутоа дека крајната цел е секогаш работа. Така, значи мораме секогаш да се водиме према крајната цел. Сега, ако се враќаме назад, значи ако крајната цел е работа, јас ќе отворам еден Word документ. Значи, ако речеме дека крајната цел е работа, тогаш што е пред тоа, нели, што следува? Пред работа следува, значи за да имаш работа треба да имаш вештини, така, значи кога аплицирате негде за работа, она што го гледате е што се бара на тоа работно место и дали јас ги имам соодветните вештини да одговорам на тоа. Така, тоа е условот. Меѓутоа, пред да одиме во вештини, треба да, мислам дека треба си да се фокусираме на тоа да креираме мајндсет, бидејќи никогаш не било полесно да промениш кариера. Меѓутоа, исто така, луѓето се соочуваат со една фаза на, не знам дали се слушнале, procrastination. Тоа е нешто кога сега оставаме за после тоа. Ако нешто е тешко, не сакаме да се нафатиме, не сакаме да викаме ај утре, ај наредна година, ај нека помине ова, ај после колоквиумите, ај после нова година, ај, значи се ај после. Тоа се така наречени фази каде што едноставно бидејќи нешто ни е ново и бидејќи во тоа не се чувствуваме сигурни, едноставно не сакаме да вложиме труд сега да го направиме, туку викаме ај ќе го оставам за после, така. И сега тука се случува тој најзначаен дел на промената. Значи, она што јас денеска сакам да работам е делот на промената на мајндсетот. Дали ние можеме да изградиме мајндсет за успех или ќе имаме мајндсет кој што ќе биде ај после, ај утре, ај не знам кога. Значи, рековме, работа е целта, за да стигнеме до работа ни требаат вештини. Како да одлучите дали некоја академија за маркетинг е добра или не е? Погледнете што се бара на огласите за работа. Мислам дека тоа е најсоодветниот одговор на тоа. Значи, видете што се бара и видете која академија ви ги нуди тие работи. Значи, доколку се бара Search Engine Optimization, дали самата академија нуди Search Engine Optimization да се учи. Доколку се нуди, се бара PR, видете дали има PR. Доколку се бара акаунт менеджмент, видете дали има акаунт менеджмент. Убавината кај дигиталниот маркетинг е што има плејада на професии. Значи, како ниту една друга академија. Ако завршите фронтенд академија, вие ќе аплицирате за junior frontend developer или junior React developer. Тоа се двете шанси. Ако завршите академија за software testing, junior quality analyst или junior software tester. Тоа се двете можности. Кај дигитален маркетинг имате email маркетер, една професија. Content writer, втора професија. Copywriter или content writer, еве да ги ставиме уедно. Имате социјален social media specialist, друга професија. Така, имате Google Ads и Google Analytics, четврта професија. Имате што друго да ставиме, account manager, пета професија. Значи вие можете SEO, шеста професија. Значи сите овие предмети се всушност и индивидуални работни позиции. Значи прашањето е каде вие ќе се насочите по завршувањето на академијата. Сега многу актуелно и нешто друго што е контент маркетинг, така креирање на видеа, креирање на рилови, значи сето тоа влива во контент маркетинг, организирање на настани. Значи тоа е седма. Значи имаме 7 различни професии за кои што ние можеме да аплицираме по завршувањето на академијата. Неспорно е. Значи правевме анализа. На која академија најмногу сме имале надпревари за вработување?
Ова не е нешто што ја го измислувам, ова се реални податоци и тоа е дигитален маркетинг. Значи можете да ја симнете, се надам дека не е тука. Ако не е тука, тогаш ќе ви ја испратам, гледам нека не се појавува на поп-ап, имавме тука еден поп-ап на превари за вработување. Значи, можете да, еве на сите, значи Кристина да им испратиме на сите и да го вратиме тука назад ова поп-апот со надпреварите за вработување, да можат да видат луѓето дека најбарана академија и најмногу се бараат маркетери. Тоа не е дека јас го измислувам или дека сме тука, тоа е реалноста. Значи, за фронтенд сме имале 3 надпревари за вработување. Сите тие биле успешни. Тоа е многу битно. Значи, првата девојка се вработи, Елена во Max System, еве пошто го гледам тука над преварот. Значи, девојката која што победи на овој се вработи. Fletchworks, исто така имавме фронтенд и маркетинг, двајца да се вработија. Брансис се вработи софтвер тестер, меѓутоа станува збор, значи за 3 до 4 надпревари годишно. Се друго е маркетинг. Се друго е маркетинг. Странска или македонска компанија, се друго е маркетинг. Тоа кажува дека оваа професија, мене особено ми се допаѓа дигиталниот маркетинг поради две работи. Прво, многу лесно се учи, нема голема филозофија, нема кодирање, нема некоја голема филозофија на логика и многу се бара. Сега, тоа што многу лесно се учи не значи дека секој ќе го научи. Значи дека материјата е лесна и логична за совладување. И самите овие што се медиуми, Facebook и Google се направени лесни зошто? За да трошиме повеќе пари. Ако се направени тешки, никој нема да троши пари, така? А целта на Facebook што е? Целта на Facebook е да прави пари. Целта на Google е да прави пари. Целта на email маркетинг провайдерот е да го користат што повеќе, значи мора да биде лесен. Да биде лесен за да може било кој да го користи повторно, бидејќи целта е да прават пари. Меѓутоа, дали некој ќе стане добар маркетер или не толку добар маркетер, зависи од тоа колку време ќе посвети на тоа учење. Лесно е за совладување, е разбирливо, меѓутоа пак си бара време. Значи, академијата е направена така да е 2 пати неделно по 2 часа, со тоа што вие дефинитивно треба да посветите уште барем 2 часа на домашни работа. Сега прашањето е, имате ли 6 часа на неделата да посветите на вашата кариера, или идна кариера, или нова кариера, или дополнување на кариера. 6 часа, дали ги имате или ги немате, тоа треба да го одговорите вие. За мене тоа е исто како одење на вежбање, дури мислам дека не ни треба да се вежба 2 пати неделно, мислам, моето лично мислење треба да се вежба минимум 3 до 4 пати неделно. Бидејќи нашето тело, значи бара потреба да вежбаме со 2 пати неделно, сите знаат тука дека нема резултати. За да има резултати мора 3 до 4 пати, значи мора да вложиме некаков си труд во тоа за да имаме резултати. Со 2 пати неделно нема да ги постигнеме резултатите. Тоа на сите не е јасно. Истото е и со учење. Со 2 пати неделно само слушање на предавањата нема резултати. Вие лесно ќе го разберете, вие ќе ги разберете предавањата, меѓутоа нема да ги совладате. Едно е да разбереш, едно е да совладаш. Да совладаш значи дека можеш самиот да го работиш. А да го разбереш значи те слушам што ми зборуваш и го разбирам тоа. Мора да посветите време, барем уште 2 часа, на совладување на материјалите. Меѓутоа, најбарана академија е дефинитивно и според мене најмногу можности има за работа во дигитален маркетинг. Сега, дали ова за вас е приоритет или не е, тоа најдобро можете да го одлучите вие. Да се вратиме на самиот action plan. Значи, денеска сакам со вас да работам нешто друго, кое што мислам дека многу повеќе ќе ви помогне од кратка презентација на академијата или на професијата, а тоа е да одговориме на неколку прашања. Значи, јас имам 35 години и тука би си рекла како сакам јас моите следни 35 години од животот да изгледаат. И првото нешто што вие треба да се поставите, не мора да бидат 35, може да бидат 5, така, како сакам да изгледаат моите следни 5-10 години од животот. И да се направиме една анализа, значи ова ќе направиме заедно, што функционира за мене, а што ми е предизвик. Така, значи што функционира за мене, а што ми е предизвик во овој период во животот. Значи првото нешто што функционира, претпоставам дека чим сте тука на овој вебинар,
знаете што сакате во животот. Така, значи, ако некој веќе одлучил дека сака да има нова кариера, дека сака да направи промена, значи одлучил дека сака нешто да направи. Така, значи човек што одлучил дека нешто сака да направи, за мене е човек што знае што сака. Така, многу луѓе во животот. И еве, навратете се самите во вашиот живот. Во периодот кога не сте донеле добра одлука, било кога не сте биле сигурни. Така, значи кога не сте знаеле, не знам што сакам. Така, кога не знам што сакам, најчесто се соочувам со она што ќе ми каже општеството, се соочувам со она што ќе ми кажат другите, значи некој друг одлучува за мене. Така, меѓутоа ако јас знам што сакам, тогаш никој не може да одлучи за мене. Значи јас мојот живот е во мои раце. Така, значи првото нешто е знам што сакам. Така, ако знам што сакам и ако знам дека тоа што го сакам е нова кариера, подобри услови за работа, повеќе заработка, при тоа не мислам заработка од оние пирамидални схеми, мислам заработка со вештини. Значи, ако имаш повеќе вештини, нормално дека повеќе вредиш. Така, значи, првото нешто знам што сакам. Сакам нова кариера, сакам просперитет, сакам професионален успех. Значи, тоа е тоа што јас тука би го ставила. Просперитет, професионален успех, една нова кариера. Добро, втората работа е сите вие тука имате некакво животно искуство. Така, значи имате некакво животно искуство кое што го носите со себе. Од тоа животно искуство, дали е независно работно животно искуство, дали е независно работа, дали некој работел во банка, дали некој работел како професор по англиски јазик, дали некој работел нешто креативно. Значи, тоа животно искуство ви е додадена вредност на вашето идно работно место. Така, додадена вредност. Доколку тука имаме некој кој што е средно, и ќе речам, можеби Аријана, ја уште сум средно, немам некаква додадена вредност, јас тука би одговорила да, меѓутоа ти имаш додадена вредност бидејќи си дел од една друга генерација. Значи, јас сум миленијал, ти си една друга генерација која што живее тотално во друго време. Така, твојата перцепција на работите е од новото време. Мојата перцепција на работите е од мое време. Така, нели, секое време, секоја генерација си има свој начин на разбирање, на сваќање на нештата, заеднички работи. Така, твојот бенефит или твоето животно искуство е токму тоа дека ти си дел од таа нова генерација. Значи, многу полесно би измаркетирал нешто за новата генерација, бидејќи си дел од таа нова генерација. За разлика од нас, кои што не дека ние сме престарени, меѓутоа носиме нешто со нашето животно искуство, дали тоа било продажба. Значи, нешто што можеме да го додадеме како вредност во нашето работно, идно работно искуство. Другото е, исто така е, значи, што работи за нас, еве да речеме и дека работи нашиот образовен бекграунд, така, образовен бекграунд. И тука мислам, ајде да речеме дека од аспект на образовен бекграунд ќе ставиме дека имате Академија за дигитален маркетинг. Така, значи, вие веќе сте ги стекнале вештините, така, вештините кои ви се потребни за работа. Што значи тоа? Тоа значи дека утре кога би одела на интервју за работа и гледате дека на тоа интервју се бара познавање од имейл маркетинг, а ние веќе практично сме пуштиле неколку кампањи од имейл маркетинг на Академијата, вие нема да бидете, јас не знам, нека ми покажа некој, тука ќе кажете, а веќе сум го направил тоа. Така, значи веќе сум го направил тоа и знам што треба да се направи. Исто така, например, на Google Ads на студентите им даваме буџет од околу $300 да пуштаат реклами на самата Академија. Значи, реални пари, реални реклами. Значи, утре кога би аплицирале негде за работа, вие веќе сте го направиле тоа. Не е само го слушав предавачот, туку ја го направив тоа, ја потрошив пари и овие се резултатите што ги добив. Од тие резултати учите. Ако ги слушате овие големи маркетери, познати имиња, и има, ако сакаш нивната агенција да ти го работи маркетингот, секогаш бараат, например, да имаш минимум буџет од $10,000 месечно. Зошто е тоа така? Тоа е така бидејќи маркетинг се учи со трошење на пари. Маркетинг се учи со тестирање, така, ќе ставам пари на тоа, ќе ставам на тоа, ќе ставам на 500 работи, ќе видам што функционира. Тоа е маркетингот и на крајот ќе го најдам идеалното решение. Нормално, треба да тестирам многу работи за да стигнам до идеалната група на луѓе кои што се моите клиенти и треба до идеалниот начин на кој што тие сакаат да ја гледаат пораката. Дали тоа е слика, дали тоа е видео, дали тоа е настан, дали тоа е нешто друго. Значи,
да стигнеме до нив, да видиме кој начин на комуникација најдобро им зборува на нив. И сега, кога тоа веќе ќе го направите, кога веќе ќе потрошите пари, нема да бидете и ќе ги анализирате тие резултати. Така, не е само потроши ги парите, туку и анализирај ги резултатите. Тука веќе не знам. Така, тука знам од каде да почнам. Има разлика, знам од каде да почнам до не знам. Јас, верувајте ми, независно што не се сметам себе си дека сега толку сум инволвирана во маркетинг како порано, може бидејќи сега многу повеќе сум развој на бизнисот, во Америка, меѓутоа, секој ден посветувам 2 сата на анализа, на тоа да видам подобри начини, на од тоа што работи и функционира да ставам поголем буџет. Значи, тоа е континуирана анализа, на развивање на нови техники, на дополнително учење. Значи, и тоа го правам на дневно ниво. И бидејќи знам зошто, знам дека основата на мојот бизнес е маркетинг. Меѓутоа, маркетинг не е само Facebook, маркетинг имейл маркетинг кампањи, маркетинг настани, маркетинг рилови, маркетинг Google Ads, маркетинг SEO, тоа е толку голема работа, меѓутоа тоа не е само на еден бизнес. Тоа е основата на секој бизнес. Што значи дека стигаме до една работа. Што друго работи за нас? Работи за нас фактот дека на секоја компанија и треба маркетер. Што значи тоа? Тоа значи отворени работни позиции. Значи дека ние секој месец имаме надпревари за вработување за маркетери. Тоа е стандардно. Ние моментално дури немаме кој да пуштиме. Сите се вработени, немаме кој да пуштиме на надпревар за вработување на маркетери. Најстрана да бидам. Немаме кој да го пуштиме, пошто сите се вработени. Значи секој месец по еден, по два. Значи секој месец имаме компании кои што бараат маркетери. Нашиот концепт на вработување со компаниите е малце поразличен од другите. Значи, ние прекинавме со испраќање на CV. Ја не верувам во испраќање на CV, од причина за која што од CV немаш ништо да научиш. Значи, од CV-то немаш ништо да видиш за човекот. Имаме програма за вработување, јас го држам курсот за CV, меѓутоа повторно ќе кажам, од CV-то ти од едно до друго CV, со луѓе кои што имаат слични вештини и слично работно искуство, ти не можеш да направиш разлика кој е подобар. Она што можеш да направиш разлика и она што го правиме со компаниите ги покануваме, наместо да им испраќаме CV на студентите, нека дадат техничка задача која што нашите студенти треба да ја решат. Студентите се пријавуваат, закажуваме еден ден, ја покануваме компанијата кај нас или се одржува онлайн и се изведува таа техничка задача, студентите добиваат бриф, например, да се направи маркетинг стратегија за тоа и тоа, да се направи pay-per-click стратегија за толку и толку лојални клиенти. Тоа е еден пример. Така, во самиот, ово што ќе ви го прати Кристина, e-book со надпреварите за вработување и со работните позиции, имате таму плюс и примери на задачи кои што сме ги правеле, технички задачи кои што нашите студенти ги добивале и така победувале. Луѓето што се вработиле во компаниите се вработиле токму преку тие, затоа што најдобро се покажале на тие технички задачи. Значи се случува техничко интервју, победува еден човек или двајца и тие луѓе продолжуваат во следните фази на интервјуто. Кои се следните фази на интервјуто? Следните фази на интервјуто се разговара за плата, се разговара за услови, тоа е таму нешто што ние не се мешаме. Нити изимаме пари на компанијата да вработи наш студент, нити му земаме пари на студентот. Ова го правиме затоа што сакаме компаниите да ги поврзаме со најдобрите кандидати. А од CV не можеш да видиш кој е најдобар кандидат, бидејќи генерално луѓето ќе имаат слично CV. Меѓутоа, кога ние ќе кажеме, слушајте, ние имаме 20 студенти во оваа група. Тие 20 студенти сите имаат одлични вештини. Дали сакате да организираме надпревар за вработување на кој што вие самите ќе си изберете кој е најидеалниот за вас? Тука студентите добиваат шанса да импресираат компанијата, да импресионираат компанијата и самите да си го на некој начин пробијат патот до следното интервју. Сега, дали ќе прифати, дали нема да прифати, тоа искрено да бидам, тоа не зависи од мене. Тоа зависи од условите на кои што луѓето меѓусебно ќе се договорат. Меѓутоа, надпреварите за вработување се покажале до сега како нешто најуспешно како поврзување помеѓу компаниите и студентите. Сега, одиме да видиме, окей, значи што работи за мене? За мене работи, знам што сакам, така за мене работи моето поранешно животно искуство, мојот образовен бекграунд
и фактот дека маркетерите се во подам, така дека не сега компанија требаат маркетери. Сега што е предизвик? Предизвик може да биде фактот дека во овој момент немате вештини, така, немате вештини. Не сте сигурни дали ќе можете да ги научите, така да ги совладате. Може некој тука има поголема самодоверба самиот во себе. Може некој си вика не знам дали ќе научам. Така, значи не сте сигурни дали ќе можете да ги совладате бидејќи е нешто ново. Што друго е предизвик? Предизвик е не знам дали имам време. Да бидам искрена, ова јас не би го ставила како предизвик, ама ќе го ставам бидејќи за генерално за луѓето е како предизвик. Моето мислење е дека ова е приоритет. Не е предизвик, тука е приоритет. Значи приоритет ми е тоа или не ми е приоритет тоа. Добро, значи не знам дали имам време, немам вештини, не знам дали и како ќе се вработам. Така, значи не знам како и дали ќе се вработам по академијата. Значи се ова се некој тип на предизвици со кои што луѓето се соочуваат. И сега ние она што треба да го направиме, одиме на следното прашање. Следното прашање е што на вистина сакам. Така, значи што на вистина сакам. На вистина сакам во животот да имам успешна кариера која ќе ме направи да се чувствам задоволен од самиот себе, реализиран и ќе се чувствам горд. Кога ќе се враќам од работа да бидам среќен. Ето тоа јас на вистина би го сакала во однос на мојот професионален живот. Значи да имам одлична кариера која ќе ме направи да се чувствувам горд, среќен, исполнет и ќе ми даде можности за раст и професионална сатисфакција. Значи, тоа што на вистина го сакаме така, значи сакаме чувството на тоа да се чувствуваме добри. Замислете кога сте дел од нека компанија и кога едноставно сте среќни, кога одите на работа мотивирани, среќни, едноставно сте задоволни од самите себе. Значи сте исполниле некој дел. Ако ние имаме неколку работи како луѓе кои што сакаме да ги исполниме, да речеме емотивно да се реализираме и професионално да се реализираме, така, значи професионалната реализација е исто толку значена како и емотивната. Луѓе кои што само се фокусираат емотивно, после некој време во животот ќе им дојде потребата од професионалната реализација. Исто и обратно. Ако некој професионално се реализира како кариерист, евентуално ќе му дојде потребата од емотивна реализација. Така, тоа е човечка психологија, тоа нема ништо врска со Академија за дигитален маркетинг. Меѓутоа, ние треба како луѓе да направиме се во овој животен век, да речеме од 90 години, да ги реализираме и двете работи, и емотивно и професионално да се реализираме. Зошто бидејќи можеме, така, не е нешто тешко, не е нешто комплексно, така, да се реализираш и емотивно и професионално. Не е нешто кој знае што. Така, сега, прашањето е како ќе му пристапиме. Значи, ако мене ми е желбата да имам одлична кариера, која ќе ми даде сатисфакција, така, и ќе ме направи да чувствам исполнет, ќе ми даде сатисфакција да растам. Тогаш како јас треба да ја пристапам? Треба да ја пристапам сериозно, нели? Значи треба да си пристапиме сериозно самите на себе. И сега кога пристапуваме сериозно, тогаш овој дел тука не знам дали имам време се губи. Пошто ова не е сериозност. Значи ако си сериозен, нема ова да го кажеш. Така ако си сериозен, што ќе направиш? Ќе најдеш време. Така, ќе си го организираш времето подобро. Значи, нема не знам дали имам време, има подобра организација. Зошто бидејќи мојот пристап према мојот професионален живот е сериозен. Значи, ако ние пристапуваме сериозно на нашиот емотивен живот, ние треба да пристапиме сериозно и на нашиот професионален живот. Значи, сакаме да го третираме нашиот личноста која што сакаме да бидеме успешна професионална изградена личност, треба ние да ја пристапиме сериозно. Јас сериозно те гледам, знам што сакам да бидам и сериозно пристапувам за да го остварам тоа. Сега, сериозниот пристап што подразбира? Сериозниот пристап подразбира, окей, што треба да направам? Што треба да направам? Треба да стекнам вештини,
И втората работа треба да се вработам за да се реализирам. Така, значи можам да се реализирам само со стекнување вештини, значи да ги валидирам, тука може би додавам и да се вработам. Океј, тоа го подразбирам мојот сериозен пристап. Така, сега како ќе го направам тоа? Така, значи како ќе го тргнам ова од немам вештини во да стекнам вештини. Еден начин, не е единствениот начин, така, меѓутоа еден начин е преку академија. Зошто бидејќи академијата е структуриран сет од предавања, од модули кои што на крајот даваат целосна личност. Значи еден начин е академија поради структура на модули и програма. Сега некој ќе рече, Аријана, јас има луѓе што учат од YouTube, има луѓе што учат од Udemy. Има точно, не викам дека нема, меѓутоа јас до сега не сум сретнала некој кој што дошол да аплицира за работа, а ние имаме отворени позиции и само учел од Udemy или само учел од YouTube. И сега ќе ви кажам од проста причина. Не е, значи, еднонасочната комуникација за нешто да слушаш. Така, кој дел фали тука? Фали делот на менторски фидбек. Така, фали некој да ти каже дали ова ти што го правиш е добро или не е. Истото е ќе учам програмирање од видеа, окей, почнува да куца и ќе сгреши негде и сега кој мене ќе ми каже дали јас ова како да го исправам. Така, и сега може некој да помине 2, 3, 4, 5, 6, 7 дена да исправува грешката, или може да работи со некој, со ментор, кој што на лице место ќе му каже тука има сгрешено, ова треба да го коригираш. Зошто? Затоа што тој ментор веќе посветил години и години во грешење. Што плаќаат луѓето кога запишуваат на академија? Грешките на менторот. Грешките што сме ги направиле низ годините. Парите што сме ги потрошиле, што не научиле да знаеме нешто повеќе. Ти го купуваш знаењето што некој всушност поминал години за да сгреши и сега научил како е правилниот начин и добиваш некој си краток пат на правилниот начин. Другата опција е да почнеш да ги правиш грешките и да се мислиш како ќе ги решиш. Значи кога луѓе запишуваат на академија, всушност го добиваат краткиот пат тоа да не ги прават тие исти грешки и нашите предавачи не се универзитетски професори, иако некои се МР, нашите предавачи се луѓе кои што работат секој ден, или имейл маркетинг, или SEO, значи предметот кој што го предаваат, го работат секој ден, во изминатите 6, 7, 8 години. Значи толку работи направиле, виделе, сгрешиле, потрошиле, да стигнале до некој ниво да кажат, окей, ова функционира, ова не функционира, ова треба да го правиш, или ова е добра точка, ова не е добра точка. Тоа е тоа што некој го купува, кога доаѓа на академија и го купува човекот, менторот. Во Америка лани кога акредитиравме програмата, тоа е едно иначе интервју, не е туку така процес, значи прва апликацијата беше 180 страни, ми требаше 2,5 месеци за да направам, кога ја пуштивме во Министерство за образование во Америка, ти ни закажа после 6 месеци интервју во живо пред комисија и на тоа интервју прашањето кој што ми го поставија беше: зошто имате уште ментори во живо, кога така не можете, поише ќе заработувате ако ви се снимани предавањата? И викам за тоа што никој не станал добар маркетер од снимани предавања. Никој не станал добар дизајнер од снимани предавања. Никој не станал програмер од снимани предавања. На луѓето им треба фидбекот, на луѓето им треба оваа конверзација, оваа комуникација. Значи, на луѓето им треба да постават прашање и некој да им даде одговор. За мене многу подобро ги снимам предавањата, да не се разбереме грешно. На еден трошок ќе поминам се, така? Меѓутоа, вие нема да научите од моите снимени предавања, вие ќе научите од мојот фидбек. Ви кажав дека CV-ата, јас го држам тој модул, се вика програма за вработување и е 2 недели. И првиот ден е работа на CV-а. И буквално сите CV-а од едно до едно, значи ги структурираме, ги правиме и спод тоа секој има задача до следниот час да се го направи на голото. И сега ние на следниот час што правиме? Почнуваме со индивидуалниот фидбек. А јас не дека не можам да снимам видео, дечки, вака треба да изгледа CV, еве ви го CV-то, вака направите го. Ама никој, верувајте ми, у 7-8 години имаме бизнес за едукација. Во 8 години не постои еден човек кој што го има идентично направено со CV-то на некој друг. Зошто? Па бидејќи твојот живот не е исти како тој на некој друг.
Значи и на луѓето им треба фидбек. Вака направи го, вака напиши го, вака структурирај го. Значи човечкиот фидбек е тоа што всушност направи порадосни. Тоа е квалитетот на академијата. Со квалитетот на еден бизнис, и ова може би повеќе бизнис лекција, што и да учите во животот, што и да правите, за кој да работите, со квалитетот не се преговара. За се друго може да се преговара, за цена може да се преговара, за рати може да се преговара, со квалитет не треба да се преговара. Бидејќи тоа е основата на успехот на еден бизнес. И тоа е одговорот што го дадов. Јас можам на се да скратам, можам да скратам на маркетинг буџет, можам да скратам на 300 работи. Никогаш нема предавањата наши да бидат снимени. Едноставно не верувам дека ќе креираме добар кадар. Зошто во Америка имаме 11 компании што ни подпишаа меморандуми за вработување на студенти? Имаме за тоа што им кажавме дека програмите ќе ги направиме според тоа нив што им треба и дека нашите програми не се снимени видеа, туку дека ги држат луѓе. Значи луѓето секој сака добри вработени. Не постои фирма што не сака добри вработени. Меѓутоа ние мораме да се осигураме дека ги правиме тие добри вработени, дека ги креираме. Вие мора да се осигурате дека пред да станете реализиран човек, мора да се осигурате дека ги имате тие вештини, дека сте тој добар потенцијал во кадар што на некој му треба. И тогаш нема да имате проблем. Бидејќи верувате, не само да веруваш, ама да знаеш дека си добар потенцијал, бидејќи си посветил време на учење, бидејќи си посветил време на домашни, бидејќи си посветил плюс 2 часа неделно да научиш нешто ново. Значи, тоа е основата, само така може, иначе може да се зборуваме колку би било убаво кога би било убаво, меѓутоа се дека не седнеме и не вложиме и на вистина не посветиме време, нема да имаме резултати. Значи, првата е да го сватиме животот сериозно, да стекнам вештини да се запишам на академија. Така, втората работа е да ги валидирам. Валидацијата одговара на фактот, не сум сигурен дали можам да ги совладам. Значи, по првиот предмет, првата задача која ќе ја направите, ќе почнете со осигурување на самите себе. Така, значи јас се осигурувам дека јас уствари можам да ги совладам. Така, значи тоа се прави преку валидација на вештините. Тука доаѓаат тие реални проекти и тие домашни задачи. Значи, го валидирам, значи стекнувам сигурност. Така, се осигурувам самиот себе си дека знам. Знам бидејќи го направив ова. Така, како иначе знам дека знам. Ја можам да се викам дека знам. Ама сите сме добри колку нашиот последен резултат. Така, ако мислам дека сум добар, ајде да видиме кој ми е последниот резултат, што сум направил. Ако сум напишал домашна, значи сум добил плюс 5 поени. Ако не сум напишал, тогаш сум 0. Тоа е реалноста. Ја можам да си мислам дека сум добар, ама ако сите поени ми се 0,0,0, тогаш добар сум колку мојот резултат. Така, или ако сите поени ми се 5, 5, 5, 5, 5 и на крај стигнам до 100, јас сум 100. Така, значи добар сум на вистина, бидејќи сум го постигнал она што се очекувало од мене. И последниот дел, имаме делот да се вработам. Не знам дали како ќе се вработам по академијата. Значи, она што можам да го кажаме дека што ќе се случи по академијата. По академијата, значи прво, уште академијата не е завршена, ќе има програма за вработување. Значи програма за вработување 2 недели, каде што заедно со мене ќе го едитирате CV-то, ќе научиме како се одговара на прашање, ќе научиме како да се представите, ќе научиме како да пристапите на регрутери, ќе научиме како да изгледа еден cover letter, значи како би се пристапило на компанија што има отворена позиција. Например, кој не добива покана за интервју? Дефинитивно некој што само праќа CV без никаков наслов, без никаков текст, тој човек сигурно нема да биде повикан на интервју, бидејќи се гледа дека тој не посветил внимание за да ја каже на компанијата кој и компанијата не се замара да му одговори дали е или не е. Значи, треба да научиме да посветиме време. Така, од кога ќе поминате програмата за вработување, дел од вас ќе започнат да аплицираат индивидуално. Така, значи, започнувате да аплицирате на работни позиции. Сега, после третиот, значи ова е по завршувањето на академијата, после третиот месец на академијата, зошто третиот,
Затоа што 3 месеци сте доволни за да стекнете некоја оптимално знаење во дигиталниот маркетинг. После третиот месец за академијата ќе почнете да добивате покани за надпревари за вработување. 1 до 2, можеби и 3 месечно. А ви препорачувам да се пријавите на сите. Независно дали имате самодоверба или не, пријавете се за да стекнете искуство, пријавете се за да видите што се бара на тие технички интервјуа, пријавете се за да се запознаете со HR-от од компанијата, пријавете се за да пробате, пријавете се за да добиете фидбек. Значи, повторно добивате фидбек на оно што сте го направиле. Значи, после третиот месец во академијата организираме надпревари за вработување. Ако академијата трае 6 месеци, 4 еве да речеме 4 месеци, 6, 3 месеци, по 3 надпревари месечно, тоа ви се 9 надпревари, еве нека не бидат 9, ај на пола да ги ставиме 6 надпревари во кои што можете да учествувате пред да ја завршите на академијата. 6 надпревари се 6 интервјуа за работа. Тоа се технички интервјуа. Надпреварите за вработување се одење директно на нивото на техничко интервјуа. 6 технички интервјуа се многу добро искуство. Многу добро искуство. Не го подценувајте тоа искуство, бидејќи тука вие ќе научите како размислуваат компаниите, што бараат и како изгледа всушност тоа техничко интервју. Кога веќе имаш искуство, еднаш можеш да паднеш, втор пат, трет пат, четврт пат, пети пат, шести пат, евентуално седмиот сигурно ќе добиеш. Зошто? Па логично ќе и да немаш знаење, ќе го стекнеш искуството, така, ќе го стекнеш искуството од самите надпревари за вработување. Барем ќе научиш што се бара, ќе се подобриш во разговорите, ќе се подобриш во одговорите, од фидбекот што ќе го добиеш. Па еве јас ќе направам нешто сега, да речеме кампања за платени реклами со буџетот 300 евра. Ќе презентирам, еве нека биде за жито маркети, така ќе ми дадат фидбек. Тука сте можеле повеќе, тука имате многу буџет. Па јас следниот пат кога ќе добиам истата задача, па сигурно нема да ги направам истите грешки. Така, бидејќи па веќе ако некој ми дал фидбек каде да се подобрам, следниот пат ќе го искористам тој фидбек за да бидам подобра. Некој ќе ми даде друг фидбек. Океј, ќе го искористам и тој фидбек за да бидам подобра. Значи, учиме, надпреварите за вработување се прекрасни технички интервјуа. Не се само шанса за вработување. Туку се и технички интервјуа на кои што вие го стакнувате тоа искуство. Значи, имаме програма, имаме аплицирате самите на работни позиции и надпревари за вработување минимум 6 во текот на академијата и после академијата. Така, значи, нашата цел е сите да се вработат. Зошто? Бидејќи тоа е најдобар маркетинг за мене е вработени студенти. Затоа и самите програми ги ориентираме на вработени студенти. Значи, нема друга цел во Creative Hub. Значи, целта не е да ги научиме луѓето, целта е да ги пласираме луѓето во добри компании, на добри позиции, за да се чувствуваат одлично. Овој пристап, тој ја кажувам вас, е истиот пристап што ние како компанија сме седнале да си го направиме. Каде сакаме да бидеме во следните 5 години? Кои ни се силни страни, кои ни се слаби страни, што на вистина сакаме? Како ќе стигнеме до таму? И нема друг начин. Значи, нема друг начин, освен тоа отворено да си седнаш самиот со себе си направиш муабет. Кои ми се силни слаби страни, што сакам на вистина и кој ми е пристапот за да го добијам тоа што го сакам. Се е возможно, прашањето е само кој ви е пристапот, дали ви е сериозен или ви е несериозен пристап. Има луѓе кои се сериозни, најчесто тие луѓе се успешни, има луѓе кои се несериозни и најчесто тие луѓе од утре, од заутре, од следна година чекаат нешто друго да се случи за да преземат некоја иницијатива, наместо да си го преземат животот во свој рад. Да се вратам тука, значи надпревари за вработување и плюс ако ова не е доволно, значи ако ова не е доволно, исто така организираме и стаем за вработување. Исто така ова е многу добра можност, стаем за вработување, на кој што ќе можат директно да отидете со CV. Сега самот за вработување е обратен од надпреварите за вработување, бидејќи на самот за вработување компаниите се изложуваат со отворените позиции. Ние бараме од компаниите. Последниот сајм го имавме во септември во Косово и имавме листа на работни позиции за секоја компанија.
Тоа исто ќе го во Македонија ќе биде во февруари месец, значи таман имате време ако запишете сега во февруари веќе да почнете да аплицирате, бидејќи ќе имате доволно време, академијата почнува од утре, ќе имате доволно време за да научите. За насаемот веќе да имате некои основи за да можете да работите како јуниор маркетери и насаемот разликата е што вие директно ќе имате листа на компании и кои работни позиции ги бараат овие компании. Значи ќе знаете, на пример, не знам, како се вика, Телеком бара тоа и тоа. Max System бара тоа и тоа. Ако Max System не бара маркетери, нема зошто да на штандот кај Max System. Така ќе одам кај штандот кај McCain кој што може би бара маркетери или ќе одам на штандот кај Pixel кој што може би бара маркетери. Пример. Значи точно ќе знаете кој штанд за што бара која работна позиција. Значи тоа е еден поинаков пристап. Што ви дава тој пристап? Тој пристап ви ја дава информацијата. Значи, ако знам однапред која компанија, за што вработува, јас директно одам кај таа компанија. Меѓутоа, пред да одам кај компанијата, што правам? Правам истражување, така, да видам која е компанијата, кои се луѓето што работат, колку време работи, кои проекти работеле, за кога ќе отидам таму да речам, ви го видов тој проект, беше одличен, навистина ми се допадна. Гледам дека работите од дома, ми се допаѓа тоа како дел од компанијска култура од која сакам да бидам дел. Гледам дека организирате тимбилдинг сесии, ми се допаѓа тоа како дел од компанијска култура во која што сакам да бидам дел. Значи да се поврзате со компанијата, тоа се вика doing your homework. Сте направиле веќе истражување што се бара во таа компанија и зошто да одите таму. Пред да го правиме самот за вработување, исто така има со мене 2 дена спремање, 2 или 3 дена спремање, не ми текнува колку беше. Значи 2 или 3 дена спремање за нашите студенти е бесплатно, другите треба да се платат. Учествувам, каде што повторно одиме да го видиме CV-то, одиме како да се представиме на тие штандови, одиме како да направиме follow-up. За да стигнете до тоа да добиете работна позиција, прво нешто е mindset. Mindsetот сериозен пристап према својот живот. Втората работа е вештините, третата е валидација на вештините, така? И после тоа одиме стратегија за вработување. Јас го нарекувам стратегија бидејќи стварно е стратегија. Не е само аплицирав. Каде е делот со направи follow-up? Здраво, дали ја видовте мојата апликација? Би сакал да добиам фидбек. Независно дали е позитивен, негативен, се што ќе ми кажете е плюс за мене. За јас да се подобрам за воиднина. Follow-up, градење на контакти, така? Не значи дека ако некој рекол не сега, дека тоа е не за секогаш. Не сега не значи не за секогаш. Може таа компанија за месец ќе има повторно отворена област. Сега тука, ако веќе имате изградена релација, многу е полесно јас здраво, тука е таа и таа личност. Од минатиот пат кога имавте отворена позиција до сега, поминаа 6 месеци, ми дадовте одличен фидбек, ми кажавте дека треба да стекнам повеќе вештини во имейл маркетинг, јас го посветив времето да се надоградам со тие вештини, го следев тој курс, работев со тој ментор и сега би сакала, доколку постои можност, повторно еве го атачирам моето CV, да видам дали може би овој пат со овие вештини јас сум добар фит за вашата компанија. Тоа е тоа, градите релација, значи мора да имате стратегија. Се што сакате во животот да постигнете, мора да имате стратегија. Ако немате стратегија, тогаш не сте спремни за успех. Ова денес што го правиме е јас сакам да ве спремам за успех со една обична и многу лесна животна вежба. Се поставувате за успех. Значи самите да се поставите за успех. Што правиме тука? Тука правиме освестување. Да се освестиме што стварно сакаме и како треба да стигнеме до таму. Тоа е тоа поставување за успех. Се поставам сами од себе си за успех и си го сваќам мојот живот сериозно. Бидејќи мојот живот е еден и додека сум жив сакам да знам дека навистина сум пристапил сериозно и професионално и емотивно за да го постигнам тоа што сакам да го постигнам. Дали имаме некои прашања? Ова беше мојата кратка презентација. Не беше насочена да ви ја продадам академијата, беше насочена кон тоа да ве освестам што се треба да направите, како да се поставите за успех ако сакате да имате успех по завршување на Академија за дигитален маркетинг. Ова е независно од било која академија. Стратегијата е иста. Меѓутоа, ретко кој пристапува со стратегија. Значи, јас сакам денеска да ви прикажам стратегија, наместо да зборуваме за
предмети и сето тоа се може да го видите на нашата веб страна. Значи сакам да ви помогнам со тоа што ќе ви покажам една стратегија што можете после тоа да седнете самите да си ја направите со себе и да сватите што за вас представува вашиот професионален живот и како сакате тој да изгледа. Дали има некои прашања или нешто што сакате да ме прашате или да кажете или да искоментирате? Повелате, Филип, мислам дека дигна рака. Здраво, Ријана, фала за убавата презентација. Само да прашам дали курсот на академијата, значи вклучувајќи теоријата и практикумот, може да се следи онлайн? Да, онлайн. И да бидам искрена дека сега многу повеќе од вежбите, значи сега внесуваме нешто ново, вежбите кои што ќе ги правите со мене. Например, вежби од аспект на тоа, сакам малку да се посветам повеќе во делот на практичните вежби, на самата, зборувам конкретно за Академија за дигитален маркетинг, бидејќи мене тоа ми е специјалноста. Еве ќе ви кажам една работа која што кратки вежби, кратки работи кои што сакам да ги споделувам со групата. Ќе го отвориме нашиот Facebook, чисто за да ви покажам еве една работа која што сметам дека е добра да се научи, бидејќи многу време посветувам на анализа и на сето тоа. Значи еве нова работа која што например нас ни помогнала во зголемување на бројот на луѓе кои што се пријавуваат. Значи ова се нашите реклами, мислам дека многу јасно. Меѓутоа ретко кој знае или ретко кој ги има вклучено индустриите. Значи ова кај нас беше ставено professional services, се додека не направив една анализа и не ги апдейтирав нашите индустрии, значи многу лесно, меѓутоа ретко кој го знае и се ова треба навистина да се фокусираш на Facebook, да го разбереш целосно за да можеш да го анализираш и да гледаш каде може. И го отварам овој дел, значи гледам како пуштаме реклами и гледам дека во еден момент се зголемува бројот на пријавени луѓе. И сега нели анализирам зошто се зголемило тоа и гледам дека од моментот кога сме ги значи бевме professional services, значи беше самостојано professional services, го смени во education and technology, сите реклами ги направив уште еднаш, значи ги дуплирав и ги лансирав уште еднаш. И сега гледаме дека имаме зголемен интерес односно имаме зголемени број на луѓе кои што се пријавиле. Тоа исто така се нарекува конверзија. И сега некој од овие дел од овие практични работи, навистина сакам да ги работам со групата. И причината за ова што ми е, причината за ова ми е дека компаниите со кои што имаме вклучени меморандуми, кои што еве и тие ќе ви ги отворам да ги видите. Значи компаниите со кои што имаме вклучени меморандуми за вработување, имаме одговорност према тие компании за да креираме одлични студенти. Значи не можам јас да ветам на американска компанија, еве меморандуми за соработка и за вработување на студенти. Значи ја не можам, ова беше баш, гледате, мината недела на 18 во петокот или четвртокот подписано. Значи не можам јас на оваа компанија да дам студенти ако студентите немаат вештини. Така, значи независно сите овие компании истото. Apprentice е нешто како практикант. Меѓутоа платено. Apprentice е платен практикант. Чисто да ви објаснам разликата од internship. Значи сите овие луѓе кои што ни подписале, ни дале меморандуми за соработка, каде што викаат дека ќе вработат еве овие се многу голема канџи, огромна IT компанија од Сан Франциско, која што е моментално тука и правевме настан за вработување, не се отварува, меѓутоа имаат 3 позиции. Значи за тројца платени практиканти не ми се отвара тука, меѓутоа не можам јас кај овие луѓе да еве го, значи тројца, значи explore the opportunity to take 3 apprentices upon graduation of the program. Исто така сите ќе учествуваат со хакатон, сите ќе учествуваат со фидбек на самата програма. И сега ако јас ова го правам сите овие компании, ја не можам на овие компании да не им го креирам маркетерот што им треба. Овие имаат One SDR, ова е B2B позиција, исто така по принадот на академијата, One Digital Marketing Specialist, ова е World Changers, финтек компанија. Значи не можам да не креирам добар кадар, ме разбирате, тоа е тоа што го зборувам за фидбекот. Значи ја морам да креирам одличен кадар
за луѓето да бидат задоволни и утре пак да земат студенти од нас. Тоа е тоа. Значи, голем дел од академијата онлайн, сите сесии се онлайн и голем дел од вежбите, особено во делот на копирајтинг, особено во делот на Facebook рекламирање, кои работите со мене. Дали имаме некоја друга прашање? Повели Марија? Кога се одржуваат часовите, мислам, по колку часот? Дали тоа ви е одредено што од сега или тоа се договара во зависност од групата? Не, одредено е, бидејќи групата дефинитивно започнува. Првите 2 предавања се со мене. Значи, првите 2 предавања се оваа недела. Едното ќе биде утре, личен брендинг, значи LinkedIn оптимизација, утре од 6 до 7, а другото е во петок од 6 до 7. Значи, личен брендинг, двете први предавања се со мене, а после тоа предавањата на академијата. Кристина, дали имаш идеја, дали беа понеделник и среда или вторник и четврток? Мислам дека беа Вторник и четврток се предавањата од часот. Да. Значи, вторник и четврток од 6 до 8? Да, од 6 до 8. Групата веќе мислам, оваа група е формирана, ќе започне, така што доколку некој сака да се приклучи, дефинитивно може да се приклучи. Следната група најверојатно ќе биде во март месец, тогаш е вториот упсен рок. Окей, фала ти. Сакам да прашам исто, бидејќи на почетокот со Кристина зборевме малку повеќе за фриленс, дали само како фриленсери ќе работиме или пак може да работиме за некои македонски фирми, пример да сме пријавени или некои такви работи, и да ни кажеш нешто повеќе со плата, дали као има некои фирми што се со фиксна плата или секогаш сме сами као фриленсери колку ние ќе се договориме со фирмите со сатница? Не, да бидам искрена, многу сакам реално да зборувам. Значи, фриленсингот е додадена вредност. Можеби тука би го написала како фриленс курс е додадена вредност. Значи, мојот совет најчесто е после академија никој не станал успешен фриленсер, да не се лажеме. За да станете успешен фриленсер треба да имате малце години искуство во областа. Значи, после академија најчесто луѓето би се вработиле на некоја си почетна позиција. Јуниорските позиции се движат од аспект на минимална плата најчесто до 500 евра. Колку е минималната плата, тоа може да го проверите, ако не се лажам, околу 22.500, нешто така беше. Сега, минималната плата мора да се разбереме, ова е само за почеток. Значи, период од 3 до 6 месеци. Минималната плата не е за секогаш, тоа на секоја фирма е јасно дека никој не може да има процес на учење, бидејќи по завршувањето на академија вие треба исто така да учите на работното место. Не мислам учење академија, туку учење на работното место. Значи, реалноста е дека не ќе на никој тука му продавам, така ќе зима 800-900 евра плата, ќе зима кога ќе стегне работно искуство, можеби многу повеќе ќе зима. Меѓутоа, по завршувањето на академијата, секој треба да си има мајндсет, јас сега треба да се вработам, за да стекнам искуство. Битно ми е ова искуство, битно ми е овие следните 3-6 месеци да стекнам искуство, за да можам од негде да почнам. После тоа можете нормално да разговарате, да преговарате, кога ќе направите резултати, кога ќе стекнете вештини, можете да разговарате, да преговарате. На самата академија има предмети кои се нарекуваат успех во кариерата. Овие предмети исто така се со мене. Тука ќе ве научам како да поставите цели, значи како да си поставите цели на некое работно место и како да следите кој е вашиот перформанс на работно место, за да не може да не чекате некој друг да ви каже дали сте добри или не сте добри во тоа што го работите. Самите да можете да се оцените дали јас сум добар или не сум врз база на целите кои што ќе си ги зададам како маркетер на моето работно место. Сега,
Фриленс курсот е додадена вредност. Значи фриленс курсот ќе научите начини со Кристина, платформи, начини комуникација, стратегија, кои што можете да аплицирате и да работите на страна. Она што најчесто се случува е дека по завршувањето на академијата некој се вработува во фирма одреден период, после година или година и пол започнува да аплицира плюси на фриленс. Ние имавме една студентка Ангела, она се вработи година и пол работеше и како B2B маркетери, како диджитал маркетинг специјалист пред да започне со работа на фриленс клиенти, сега има 3 фриленс клиенти и работи фриленс. Тоа е нејзина желба. Меѓутоа, секој може да работи фриленс. Моментот е дека за да работите фриленс треба да бидете сигурни во тоа што го работите и за да бидете сигурни треба да стекнете некаде искуство. Така што курсот за фриленс е додадена вредност на академијата, плюс уште еден начин за работа или за вработување, меѓутоа јас би рекла тоа е дополнителна заработка, тоа е бенефитна дополнителна заработка, која што многу повеќе ќе уновчите после првите 2 години, кога веќе ќе научите нешто. Еве, Кристина, можеш да ме коригираш или можеш да кажеш и за тебе од твоето лично искуство. Јас мислам дека треба една и пол година да се работи, да се стегне искуство, па потоа подобро да се уновчи тоа. Да, апсолутно. Јас сме споделив мојата приказна дека 8 месеци не можев да најдам работа како фриленсер затоа што немав апсолутно никаква вредност која што можев да им дадам на клиентите. И секој првото нешто како што го посочив е важно за еден фриленсер е портфолиото. Тоа е една најважна работа, а портфолио не се стекнува без работа. Така маркетингот има полесно најголеми можности. Јас лично имам пријатели кои што работат фриленс како дополнителен проект за да можат да патуваат, за да можат да си дозволат нешто поскапо. Така да дефинитивно можете да се вработите како јуниор маркетери во компании, тоа е првиот чекор, нормално, а потоа може да се специјализирате. Океј, некои други прашања, дечки? Не? Океј, за крај само сакам да напоменам дека ако имате некои дополнителни прашања, слободно може да не побарате на нашиот телефонски број. Јас ќе го запишам сега во коментар 071 214 849. Може да побарате на овој број од понеделник до петок во работно време од 9 до 5. Дополнително можете да се закажете и состанок со нашиот координатор, со кој што можете да ги поминете детално програмите, да си прачате исто така за рати, за плаќање, за исто така договорот, распоредот, буквално се што ве интересира. Нашиот координатор исто така е достапен од понеделник до петок во работно време од 9 до 5. Може комотно да не посетите во нашите канцелари. Ние се наоѓаме наспроти Градежен факултет, улица Рајко Жензифов. Како благодарам за тоа што присуствувавте денеска со вас, ние сакаме да ви понудиме, односно да ви дадеме мала награда, тоа е дека ви одделуваме 500 евра ваучер за нови уписи на EU сертифицирана и американска програма. Тие ваучери можете да ги искористите до крајот на следната недела и можете да ги активирате со јавување на телефонскиот број. Нашиот координатор е запознаен со ова и можете слободно да продолжите со потпишување на договор и да започнете со едукација веднаш. Така да на крај пак ќе прашам уште еднаш, дали имате некои прашања, нешто што не остана недоискажано? Значи, Кристина, ваучерот 500 евра за EU сертифицирана и за американска диплома. Да. EU сертифицирана, да. Нови уписи на EU сертифицирана и американска диплома. Програмите можете да ги видите на нашиот сајт. Мислам дека некој крена рака. Секунда само, да. Миријана, повели? Само да прашам, ова за ваучерот за да го активираме, на овој број што ни го пишавте во коментар? Да, слободно јавете се на овој број, дури може уште и утре да се јавите. Нашиот координатор Стојанчо е запознаен со ваучерите, само ќе му речете за нов упис на Академија за дигитален маркетинг со ваучер и веднаш ќе ви ги проследи сите информации. Фала. Ништо. Океј.
Океј, ако нема дополнителни прашања, секако можете да си размислите дополнително, да не побарате на телефон, да закажете состанок, пак ќе речам, ние сме достапни од понеделник до петок. Така да ви благодарам на вниманието, ти благодарам Аријана, се надевам дека добивте навистина корисни информации и се надевам дека се гледаме наскоро. Убава вечер на сите и се надам дека ќе си имате успешна кариера, ако тоа е целта што сте ја зацртала. Убава вечер и од мене. Се гледаме. Поздрав.